Храната поевтинува втор месец поред, има намалување на инфлацијата што сега се стабилизира и покрај светските случувања. Трошоците на живот се зголемени за минимални и незабележителни 0,1%. Бројките радуваат, но за трајна и подолгорочна стабилност потребно е поттикнување и зголемување на домашното производство. Според познавачите, мора да се зголеми домашната потрошувачка, бидејќи само така ќе добиеме реален раст на економијата. Навистина би сакал јас тоа да се одвива во текот на целата година, особено да ја наречам цела економско-потрошувачка година, за да можеме ние да бележиме онака како што предвидуваат одредени аналитичари и економисти, негдека до третиот процентен поен или 3%. Меѓутоа, сето тоа може да се случува и случува ако го поттикнуваме домашното производство и да ја поттикнуваме македонската домашна потрошувачка. За Министерството за финансии, намалувањето на инфлацијата е уште еден охрабрувачки сигнал за движењето во економијата. Според првиот човек на Бизнис конфедерацијата на Македонија, Миле Бошков, за балансирање и зауздување на инфлацијата, потребно е стабилизирање на геополитичките случувања. Ние сме зависна економија од енергенси, од производи, од суровини и така натаму. И сега само да се надеваме дека ќе се смируваат и ќе се подобруваат геополитичките состојби, ќе се смируваат тензиите, за да можеме ние да бележиме одредена стабилност, бидејќи нашата макроекономска стабилност ја диктираат нашите константни партнери. Она што радува е што во јули храната и безалкохолните пијалоци поевтиниле за 1,1%, кај земјоделските производи има пат од нешто над 3%, поевтинување има и кај прехранбените, индустриските производи и пијалоците, минимално намалување од 0,2% има кај облеката и обувките, пат од 1,4% има во делот на покуќнината и одржување на домаќинствата. Инфлацијата е најмногу резултат на поскапиот транспорт за 4,4%, инфлацијата во јули е 2,3% на годишно ниво. Ова е намалување бидејќи во јуни беше 3,4%, споредбено со истиот месец лани. Надлежните велат дека доколку се појават нови неоправдани ценовни шокови или нарушување на пазарот, ќе реагираат навремено и ќе ги искористат сите механизми што стојат на располагање за заштита на куповната моќ на граѓаните.